Ке го представам вториот носител на проектот, значи сега чувме од еднава страна, од Стопанската комора, сега ќе чуеме и од другата страна, од вториот носител на проектот, а тоа е дирекцијата ТИРС, и тоа се разбира од директорот Јован Деспотовски. Благодарам на сите за присуството. Стварно сега ќе рефлекторирам, мислам дека ќе преживееме. Председателот преживее, мислам дека треба секако, како речем, втори иницијатор сум јас, односно ние, носител, вие, меѓутоа мислам дека председателот треба да биде прв. Затоа што дел од ова што го реализираме денеска произлезе од како една идеја која што се роди на една средба кај председателот во кабинет, кога бевме со дел од, јас стално викам деца, ги навредам кога ќе кажам деца, меѓутоа реално се деца збориме за основци беа, кои што беа дел на една меѓународна олимпијада во Јапонија, и се сеќавам дека председателот беше љубезен да не прими во неговиот кабинет, и тогаш дискутиравме како ова да го направиме да биде одржливо. И денеска сме тука, веќе се случува и веќе одржливо, така што председателот мислам дека Стопанската комора ќе се согласи да имаме да ве приклучиме вас, односно бидете вие, да имаме чест да бидете носител на иницијативата. Еден драг пријател пред да почне настанот денеска ми кажа, вика, знаеш ли, вика, на што ме асоцира ТИРС? Не знам, вика, на техно. Не, вика, нема врска, тоа, вика, дугачко ви името многу. Вика, вие сте транспарентни, вика, тоа е окей, вика, треба така. Вика, вие имате, вика, иницијатива, вика, тоа е добро. Вика, имате револуционерни идеи, значи рато, али вика, најважно се, вика, све правите заедно. И токму тука сме денеска, заедно. Заедно сме со комора, заедно сме со председателот, меѓутоа заедно сме и со представници на успешни македонски компании, меѓутоа заедно сме и со вработените во дирекцијата, кои што навистина сакам да ги поздравам. Заедно сме и со дел од практикантите во дирекцијата, кои што им дадовме можности, кои што се дел од кампањата. Заедно сме и со дечките кои што беа на двете олимпијади во Јапонија, и ќе се прошириме дополнително со минимум уште 12 други луѓе кои што ќе произлезат како номинација од денешниот од ова што ќе се случува сега. Целта на кампањата не е да зборуваме за политика, не е да зборуваме за институции, процеси, тоа е веќе нели депласирано, дегутантно, нема потреба да го дискутираме. Целта не е да збориме сами за себе, целта е она што го кажа Жаре на почетокот, тоа е младите да зборуваат за младите. Овие 32-ца кои што зборуваат не се избраните 32-ца. Они се само дел од една сериозна критична маса која што постои во општеството. Ја навистина им благодарам што се нафатија да бидат дел од оваа кампања, која што почнува денески, нема да има крај. Ќе трае се додека не оствариме целта, тоа е не кој ќе го запреме трендот на иселување, него ќе го вретеме и последниот човек кој што си иселен од оваа држава, че ќе трае. Така што нашата цел е што го реков во прва фаза да се обидиме тој тренд да го спориме, че ние уште пред неколку години си поставивме цела, тоа е европски работни места, добро платени работни места, услови за живење, за работење во зоните. Меѓутоа, бидејќи свативме дека целта ја постигнуваме и не сакаме да бидеме себични, сакаме тој придонес да го даеме на ниво на целото општество, и затоа уште еднаш благодарност и до комората, благодарност секако и до председателот, и очекувам сите и останат институции, меѓутоа и други партнери да се вклучат и да продолжат заеднички понатаму со нас во реализација на она што ни е заедничка цела. Тоа е прва. Тоа е да го намалиме трендот на иселување, да ги убедиме луѓето, младите луѓе посебно, дека днината на вистина почнува дома. Јас сум татко на 3 деца, јас на вистина сакам моите деца и днината да им почне дома. И на моите деца днината им почнува дома. И така треба да остане, тоа треба да биде за сите деца во оваа држава, затоа што тоа е важно за сите нас. Така што да, денеска почнуваме, јас него ни прочитав, ова не е ни важно, верувам дека Невена супер го составила. Меѓутоа уживајте, добре дојдовте и продолжуваме, како што реков, заедно натаму сите. Благодарам.